кога зборуваме за ЗК Пелагонија, уште еднаш ќе повторам, тоа е најсовремената фарма и најдобрата фарма за производство на сурово млеко во овој дел од европскиот континент. Значи, подобра фарма од неа нема. Во однос на млекото, значи, сите тие испорачуваат резултат. Вие не можете да гледате само каков е сетапот на фармата или каков е форматот или капацитетот на самата фарма. Она кое е важно за нив е она што тие го остваруваат преку своето производство. Што значи тоа? Европската берза го квалификува млекото на одредени параметри и вие треба да се држите во однос на тоа вие каде сте од таа линија на европските просеци на тие параметри, знаете одма дали сте долу во средината или котирате доста повисоко. Еве ќе ви кажам, тоа може да го провери, мислам тоа е јавен податок за нас, дека по хемиските параметри на млекото, ЗК Пелагонија има, за илустрација ќе ви кажам, ако е просекот во Европска Унија на протеинот 3,43, например, маснотијата е 4,2. Например, зборувам за нордиските земји, Холандија, додека јужноевропските земји имат поинакви параметри, 3,7 млеко со маст проценти и 3,2-3,3 протеин. ЗК Пелагонија просекот на годишно ниво е над 4,4% маст и 3,55 протеин. Значи, она што ЗК Пелагонија го има во протеинот, некој го немаат ни во маста. Зборувам за процент. Тој кој е експерт во млечна индустрија, не треба ни да е експерт, знае што зборувам. Пикот на ЗК Пелагонија стигнува некаде на протеин 3,8. Пикот. И тоа е документирано и секоја година, значи, тие имаат повторливост на квалитетот. Она кое го бара, која е основната одлика на еден професионален систем, е да имате вие повторливост на производ, а за тоа ви треба повторливост на постапка, без грешки, односно со минимум маргина на грешка. Тоа е ЗК Пелагонија во однос на производството на сурово млеко. И ние, многу полесно нам ни е да работиме со такво млеко и да испорачаме овој производ кој го испорачуваме на теренот во Македонија, па и на пазарот во Европска Унија.